Наскоро ќе почне реконструкцијата на малиот плоштад, информираат надлежните од општина Куманово. Според проектот, предвидено е спојување на двата плоштади во пешачка патека, која ќе се извидува во 3 фази. До крајот на годината би требало да заврши првата фаза, која предвидува реконструкција на малиот плоштад, како и спојување со главната улица, на која сообраќајот првично ќе се одвива во одреден дел од денот, а подоцна според планот е предвидено да биде целосно затворена. Средствата веќе се обезбедени од општинскиот буџет. Постапката за реконструкција во моментов проектот е добиен во општина Куманово. Мислам дека во текот на следната недела ќе се аплицира во системот за издавање на дозвола. До крајот на месец мај ќе ја издадеме дозволата и ќе распишеме јавна набавка за таа услуга. Ќе се апелирам до сите фирми кои што работат во овој бизнис да се пријават на истиот. Тој ќе биде јавно обзнанен и на сајтот на општината, но и на сајтот за јавни набавки, и потоа ќе ја спроведеме постапката. Очекуваме до крајот на годината да се заврши овој проект. Ако се биде во ред, општина Куманово ќе добие нов современ мал плоштад кој што ќе биде украсен со гранитни плочи и друг квалитетен материјал. Втората фаза според проектот ќе се одвива на локацијата Скопски Дуќани и улицата Ленинова, а третата за Илинденска. Од секторот за урбанизам информираа дека во моментов се очекува одобрение од Националниот конзерваторски центар, Управата за заштита на културното наследство, бидејќи на плоштадот се наоѓаат споменици на културата. Штом се добие тоа мислење, втора фаза ни е истиот тој проект да го испратиме на мислење за промена на режим на сообраќај, односно добивање на согласност од надлежната институција, Министерството за внатрешни работи, и потоа со сите тие прибавени мислења ќе се пристапи кон издавање на одобрение за адаптација во електронскиот систем градежни дозволи, со што би и отпочнала реализацијата на самиот проект. Малиот плоштад постојат интервенции, тоа се промена на подлогата, значи ќе се извадат овие постојни плочки, ќе се стават нови, посовремени, ќе се промени целосно урбаната опрема, значи нови канделабри, нови клупи, нови жардинјери, ново осветлување, ќе се осветлат самите споменици, ќе се даде акцент на нив. Иако се работи за таква интервенција, бидејќи се наоѓа во заштитна зона, режим на заштита, мора да се прибави одобрение. Истото го направивме и со споменик Костурницата, кога и таму правевме интервенција со урбана опрема, исто се обративме до конзерваторскиот центар да ни издаде мислење. Согласно направената анкета, дури 75% од граѓаните се изјасниле дека даваат поддршка за пешачка зона во централното градско подрачје, по примерот на европските градови.